првиот сончев и топол пазарен ден на добиточниот пазар во Облешево намами голем број пазарџи од општина Чешина во Облешево и од поширокиот регион. Раздвиженост се чувствуваше кај понудата на крупен добиток, а не изостанаа ниту трговците со прасиња и свињи, кои се продаваа по 100 денари за килограм, како и јариња по 130 денари за кило жива мера. На пазарот сретнавме сточар кој продаваше овца од расата Авас, тешка над 100 килограми, по цена од околу 10.000 денари. Ово е цигаја се вика. Јас сам од Кочи, вечер се мајле, 2 кила, 2,5 кила млеко дава. Носам ги јас се на паша, ги носам 60 комада, имам се ги носам. Машки јагниња зимат ги се за кочове, за Берово, Делчево, Пекчево, натам ги зимат. Женски остајат ни 130 зрна за домаслак за чување. Колку оди таа на пазарот? Па ја и тражам 10.000 динара. Па дадоа ми преска 8 и по ми дадоа, не дадоа. Дали е домаќин лук или е за месо? Сега моментално е за месо. Оти она и желови се. И сега моментално. По од 100 кила нагоре и надолу не е. Ја ви кажа баја на сино да измериме. Од 100 кила нагоре тека, не се ми ќе мерам 100 кила нагоре е. Тоа е мераклиско, сега чувам мерак, унатре струја, вода унатре, радио унатре, се. А ги терам си, јас си ги пасам, јас сам газда, јас си ги терам на паша. И сам благодарен од таа сорта. Вистинска реткост е на добиточниот пазар да се нуди беровски компир, за кој производителот бара 15 денари за кило и вели дека интересот е мощ мал. Ситен компир. Сите копи. За семе ли? За што? Епо, Или можеш да користиш за исхрана? за исхрана. Од каде е компирот? Владимирово Беро. Владимиров Беров. Има и крупен там. Така. Да. Најго. Која му е Петка. цената? 15, джаба. 15 Джаба, да. 13 хектар. И има ли пласман? Многу тешко. Мачиме сега така нон-стоп по пазари, по такова. Тешко е. Тешко. Квалитет, прва класа компир, тешко е. Што е проблемот, да нема увозен или... Има увоз, има увозо највеќе. Проблем, да. Од кои земји, од каде се влезува компир? Дали знаеш? Од Косово, од Најно Косово, Србија. да, Косово, Србија. Сточарите се надеваат дека наближувањето на велигденските и првомајските празници ќе влијаат на зголемување на цените на јагнињата и јарињата, кои може да ја минат границата од 150 денари за килограм.